Да. Кој е вашиот став? Па кратко и јасно, без указ нема закон. Значи, без подпис на председателот, законот е мртво родено чедо, тој не може да влезе во сила. И илузорно е ова што го кажува колегата, дека без негов подпис тој може да се објави. Прво, не може да се објави. Значи, Зошто да не може ни да стигне до Уставен суд затоа што нема закон. Значи, без указ нема закон. Тоа е уставна празнина. Нашиот устав, како што знае јавноста, го пишуваа професори кои не се конституционалисти, кои не се професори по уставно право, туку по меѓународно право, историја на право, социологија на право и така натаму, и има многу недоречености. Тие недоречености досегашните наши председатели ги користеле во неколку наврати и за овој случај имаме она што уште од римското право е познато како lex imperfecta или несовршен закон. Значи, прво, точно е дека има обврска да го подпише, но нема санкција доколку не го подпише. Значи, единствено што може собранието да направи е да покрене постапка за импичмент. За да покрене постапка за импичмент треба двотретинско мнозинство и тоа Иванов добро го знае и затоа оди на таа карта. Второ, не постои рок во кој што председателот во втор пат е задолжен да го подпише и тоа може да трае до недоглед. Впрочем, таква ситуација имавме во 2001 година, кога председателот Борис Трајковски два пати одби да го подпише екстремно привилегирачкиот закон за пратеници и тој закон никогаш не влезе во сила. Значи, ние веќе имаме прецедентно право, case law за тоа, бидејќи во случај на уставна празнина, вие мора да наоѓате методи како таа празнина да ја пополните. Еден од методите е преку толкување на правото, друг метод е преку уставни обичаи кои веќе се воспоставени во оваа наша транзиција 25 години. Значи, ние веќе имаме таков случај и во случајов не постои пример во досегашната уставно-правна историја да закон влезе во сила без подпис на председател, односно на шеф на држава, па дури како што и силеџиски го донесоа, дури силеџиски да го објават, тој ќе биде обична хартија во која што вие можете да си подпалувате огин, да си виткате тегли ајвар, но нема да биде закон. Значи, тој нема шанси да стане закон и законот ваков како што е веќе паѓа во заборав и никогаш не може да дојде повторно да влезе во сила, затоа што без подпис не може Талат Џафери да го замени подписот на Значи, ми ценам дека темата е безпредметна што ја зборуваме, бидејќи законот никогаш нема да стигне до Уставниот суд. Значи, без подпис, самиот Уставен суд во своја одлука тоа го има потенцирано. Без указ немате закон. Така што тоа што ќе стигне до Уставниот суд ќе биде обично парче хартија. Ставот стои дека во општини каде што се употребува друг јазик, малцинствата кои се под 20%, не во случајот како може со одлука на статутот. Кажете ми вака. Имаме 28 албански општини со мнозинство. Во кој од тие 28 вие како како етнико, како албанци, е напреден друг јазик? Во Кичево е турскиот јазик. Зошто не ромскиот, српскиот, турски? Значи, од 28 општини има, па еве ги има. Во две. Па еве ги има. Па без разлика, значи ги има. Вие земате примери, паѓате во тој пример сами. А на локално ниво не давате права на другите заедници, зашто да не има општина. Значи, ова е после свадба тапани, они го силуваа законот, па сега постфестум мислење, Венецијанска комисија, своето давно тело, кој дава мислење на нацрти, значи пред да се донесе. И друга финта има сега, што они, бидејќи законот се носи со Баден-Терова, двојно мнозинство, дури и отпосле Венецијанска комисија да рече законот е крш, сменете го, одете па натерете го села и другите кои на национализам градат, па и овие од ДУИ, на национализам градат цела политичка кариера, одете па натерете го да гласа против во мислење на што гради, на што гради. Ама исто. И овие што протестираат, што викаат дека ќе се губи македонскиот карактер на државата. Значи, спродуцира национализам, ја воскреснува ДУИ која беше на работ да изумре, ја растурија беса со удбашки методи, ја не знам кои им се планерите, меѓутоа ова е погубно за целото општество. Значи, ова беше ад акта прашање, не требаше да се чепка. Ова само ќе стимулира тепачки по автобуси, тепачки на кале меѓу навијачи. Значи, што ќе се случува што е известно. Октруиран и наметнат репресивен закон нема да може да влезе во сила. Следно што именно законот, на пример, компарација за неупотреба на македонски јазик казната е 500 евра, за неупотреба на албански јазик казната е 5000 евра.
значи нема никаква пропорција. Ова е само исполнување на политички хирови и воскреснување повторно на Дуи. Она патетично обраќање на премиерот дека тоа е во склад со Устав, дека е единствена преостаната обврска од Охридскиот договор е дегутантно да се зборува. Впрочем, единствена преостаната обврска од Охридскиот договор е процесуирањето на хашките случаи, бидејќи според меѓународното кривично право геноцидните действија не застаруваат никогаш и треба да се отвори во иднина јавна расправа. Значи, ниту утре ќе се иселат албанците, ниту по македонците, значи ние тука ќе живееме со децении и со векови заедно и мора да се отвори јавна поширока расправа во која ќе бидат вклучени лингвисти, правници, а не вакви надриписарски текстови да добиваме, па ние сега да дебатираме 3 месеца за тоа дали е законот уставен или не. Значи, постоечкиот закон го завршува прашањето и тој треба во иднина да се расправа, да се дополнува онаму каде што треба и во една и во друга насока, а